Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. И овој пат интересна тема. Ке дебатираме за колекторскиот систем, предизвиците и проблемите во неговото функционирање. Мои и ваши гости вечерва се директорот на јавното претпријатие Колекторски систем Владимир Алексиовски, екологот Ѓоко Зоровски и поранешниот директор на јавното претпријатие Нискоградба Сашо Донев. Добар ви ден на тројцата, добре дојдовте во емисијата Прашалник, ви благодарам што ја прифативте поканата. Добре, најдов. Нашиот разговор ќе започнеме со директорот на јавното претпријатие Колекторски систем. Веќе сте назначен за директор на ново формираното јавно претпријатие. Кажете ни од кога стартувате со работа, каде ви се канцелариите, колку вработени имате, од тука би сакала да започнеме. Прво уште еднаш добар ден, благодарам за поканата, добар ден до гледачите на ТВ Мики. Да, точно така, назначен сум за вршител на должност директор на новото државно јавно претпријатие Колекторски системи, кое што со одлука на владата на Република Северна Македонија од 11 декември 2018 година на 27 декември минатата година е регистрирано во Централен регистар. Оформени се управниот и надзорниот одбор. Во текот на февруари месец се формира управниот и надзорниот одбор, одржани се досега неколку седмици. И како што знаете, за да почне нормално да функционира тоа ново јавно претпријатие, согласно делбениот биланс и поделбата која што следи на меѓуопштинското јавно претпријатие, во план е да се превземат сите работници кои што со 36 постојат на списокот на работната единица колектор, која што е, повторно ќе кажам, во склоп на меѓуопштинското јавно претпријатие Проаква, и ќе почне нормално да функционират. Се надеваме дека тоа во теков на ова или наредниот месец ќе се завршат сите тие активности и ќе почне нормално да функционира новото државно јавно претпријатие. Колку вработеници имате и каде ќе ви бидат канцелариите, затоа што се зборува дека седиштето е во Скопје. Каде вие ќе имате канцеларија? Точно така, значи седиштето на ова државно јавно претпријатие е во Скопје и во план е да се направат подружници Охрид, Струга и Ложани, каде што ни е пречистителната станица, така да вработените ќе бидат распределени по тие канцелари. Така. Донев би сакала да ве прашам, што мислите вие околу формирањето на ово ново јавно претпријатие? Охриѓани, значи, години наназад го очекува ова државата да го земе под своја капа. Што мислите вие за ова? Добро, тоа е проект и на владата на ВМРО ДПМН, значи тој дел, односно таа идеја беше на ВМРО ДПМН, ние како партија, како советничка група ја поддржавме во Советот на општина Охрид и тоа е неопходно да што побрзо да се почне со реконструкција на колекторот и да се решаваат проблемите кои што ги има многу. Знаете дека колекторот е изграден 80-тите години. Некоја поголема рехабилитација немала до 2002 и тоа било нешто ситно. А знаете дека се поминати многу години, потребно е голема, да кажам, реконструкција или рехабилитација на колекторскиот систем. Ние сме изненадени што помината веќе година дена, како што кажа и директорот, на 27 декември оформено ова јавно претпријатие, скоро година дена, а и имам информации дека на наредната седница на Совет ќе треба повторно да ја носиме одлуката која што ја донесовме претходно ради пробиениот временски рок. Така да сметам дека не треба да губиме денови нити месеци, потребно е веднаш да се фатиме за работа, бидејќи има многу да се работи, а помалку се зборува. Така. Зоровски, како еколог, многу често сте алармирале во однос на нефункционалноста на колекторскиот систем. Често пати сте имали пресови, сте правили анализи, истражувања, тоа е всушност вашата работа. Да, значи колекторскиот систем како моментално најгорливо прашање во однос на Охридското езеро, како може да се каже еден од најголемите и загадувачи со отпадна вода покрај притоките што се влеваат во езерото, бил предмет на многу досегашни апели, повици до надлежните да извршат рехабилитација на системот, да се види колку тој е функционален. Меѓутоа во изминатите колку 30 и нешто години од кога е пуштен во употреба, 85-та негде натака, тој доживувал разни периоди, бидејќи со тек на време се амортизирани и препумпните станици, амортизирана и самата магистралниот цевковод и самата секундарна канализација.
така што навистина представува проблем број 1 кој што најургентно треба да се реши и да се издвојат средства онолку колку што треба, да се направи веднаш за секогаш, не за секогаш, туку на долг период, да немаме проблеми. Бидејќи самиот колектор бара и доста големо одржување. Така, средства за постојано одржување, не само да се поправи. Ние плаќаме 10 денари, мислам, за секој кубен метар вода кој што го испуштаме во колекторскиот систем, плюс тоа плаќаме за одведување на атмосферски води на нискоградба. За таа услуга ние треба, за тоа што го плаќаме, треба да добиеме соодветна услуга. Сега колекторскиот систем не е само значење за Охрид, регионално, туку е значење за Македонија, но и во светски рамки. Што значи дека колекторскиот систем е проблем и прашање број 1 во овој момент што треба да се реши. Било кој, значи, да е раководител или на која функција да е, во изминативе 15 години, ако било само алармирање, сега е време за конечна акција. Алексиевски, новост, не е веќе новост, е тоа што владата веќе издвои 183 милиони денари со ребалансот на буџетот за реконструкција и рехабилитација на колекторскиот систем. Еден од советниците на Знаев на пресконференција токму овде во Охрид кажа дека се искористила стара фезибилити студија и ќе започне, уствари се очекува, во март да биде комплетно рехабилитиран и реконструиран. Ајде појаснете ни малку дали се доволно тие пари, што ќе направите вие конкретно? Како планирате да го направите тоа? Точно така, значи со ребалансот на буџетот кој што во четвртокот беше усвоен од страна на собранието на државава, одделени се 183 милиони денари за колекторскиот систем, за новото јавно предпријатие, уствари за она што следи понатака. Значи, од тие 183 милиони денари кои што во моментов ги додели владата и се само еден дел од вкупно средствата кои што планира владата да ги одвои за санирање на колекторскиот систем, затоа што владата има предвидено во текот на оваа фискална и наредната фискална година да се доделат 4 милиони и 200 илјади евра за санација на колекторскиот систем. Значи, со тие средства факт е дека како основа ја зедовме студијата Џајка, од која што ги искористивме голем дел на снимките кои што ги има направено, на самиот цевковод, на препумпните станици, на пречистителната станица и ни беше само како една основа за припрема на новиот проект кој што е во тек на изработка и е на крај, да речам, со изработката. И очекуваме до крајов на оваа седмица да ни биде даден и со истиот тој веќе да пристапиме кон натамошните активности, уствари кон отпочнување на тендерска постапка по која што ќе почнете да се работи санацијата на што имаме предвидено. Значи, за оваа година ние планираме да отпочнеме со првично чистење на секундарната канализација во градовите Охрид и Струга, која што, како што и вие кажавте, е попроблематична во овој момент. После тоа сакаме да извршиме санација на најкритичните места, она што и екологистите го кажуваат и што реално во сегашноста и во денешницата го гледаме, значи местото кај Подмолје, Далјан, кај Хотел Парк, Лагадин, сите тие критични места кај што во моментов нажалост имаме и преливање на фекалните води, да се изврши санација на тие места, односно да се изврши првично прочистување на цевководот кој што на одредени места е, можам да кажам, и 90 и повеќе проценти запушен. Запушен е од страна на корења кои што се навлезени во самиот цевковод. Од дрвја. Од дрва, да. Знае, како што кажа и Сашо, значи ќе појаснам, колекторскиот систем е изграден во далечната 1987 година и од тогаш е пуштен. Малце ќе го коригирам, значи од 2009 до 2013 година со донација од швајцарската амбасада се сменати редуктори на полжните пумпи на препумпните станици, кои што нажалост во моментов некои не постојат, а некои се и доста уништени. Значи времето претпоставувам. Моли? Од забот на времето велам така, затоа што доста поминати многу години.
Па не се баш многу за редукторите, значи од 2013 кога се поставени последните редуктори се поминати 6 години, но со она што се дешавало досега со колекторскиот систем, довело до тоа да доста се уништени. Значи, после прочистувањето на цевководот, планираме на тие места, кај што имат и големи нарушувања на самиот цевковод, уствари истиот тој е рушен, искршен, планираме да поставиме со нова технологија, без да користиме копање, планираме да поставиме цевка во самите постојачки цевки. И планираме да на секоја препумпна станица имаме најмалце 2 полжни пумпи кои што ќе бидат активни и една која што секој пат ќе биде во резерва, односно планираме најмалце 20 полжни пумпи во кои што склоп влегуваат редукторите, горните долни лежишта на самите нив, да ги санираме, да ги репарираме и да имаме во секое време добар проток на фекалните води кои што се движат по цевководот и крајно да извршиме на мала санација и на пречистителната станица која што работи, но нажалост не со оној капацитет кој што треба да го има. Да. Така. Донев пред неколку години јапонци го скенираа работењето на колекторскиот систем и изработија таа feasibility студија која што беше вредна навистина милионски суми. Тоаш Јапонија сакаше да учествува во реконструкцијата на јапонскиот систем. Тој проект не се случи, пропадна. Од владата се фалат дека ќе го направат истото тоа, но со многу помалку пари. Што мислите вие, те го слушнавте? Добро. Алексиевски. Таа студија изработија јапонците, односно тоа беше грант од висина од 5 милиони евра. Можете сега да замислите кога држава како Јапонија, која што е број 1 во светов и во технологија и во развој и во економија, би издвоила толку пари, можете да замислите каква беше студијата која што изработија. Значи таа студија се работеше неколку години. Јас имав чест да соработувам со дел од тие луѓе кои што беа во Охрид и буквално влегоа во секоја шахта и го снима и скенираа со роботи целиот коректорски систем. Таа студија беше завршена и последниот репорт беше пред неколку години во салата на општина Охрид, каде што беа поканети сите заинтересирани да присуствуваат. Ја презентираа луѓе од Џајка, кои што буквално ни кажа од каде треба да почнеме и каде треба да завршиме. Тие има две идеи за реконструкција на колекторскиот систем. Едната беше комплетно нов, а другата беше овој систем кој што го кажа директорот цевка во цевка, кој што би бил искористен и за пократко време би бил рехабилитиран колекторскиот систем. Сакам да кажам дека и двете идеи, односно и двата проекти, беа со приближна сума од околу 50 или 40 милиони долари. 55. Океј, 55 милиони долари, што значи дека прашање беше на владата, во идната соработка со јапонската влада, кој проект би го одбрали. Добро е што и сум среќен што директорот кажа дека сега го искористиле, да кажам, тој проект кој што остана во владение на Република Македонија. Значи тоа беше грант кој што го плати Јапонија, за да можеме во иднина да го искористиме како сега што го користи актуелната влада на Република Македонија. Добро она што го кажа како идеја и како работа што треба да го работат во идниот период директорот и владата. Меѓутоа, јас би го запрашал, добро е да знаеме дали ти изработија некоја нова студија, дали имаше недоследности во она што го изработија јапонците, бидејќи, како што го слушнав, советникот на премиерот, би се чини Дејан Николовски, кажа дека искористиле некоја стара студија, не кажа тој дека е студијата на Џајка, и рехабилитацијата на колекторот ќе биде за многу помалку пари. Затоа некој да го тврди, треба да изготви студија, која што ќе ни потврди дека навистина имало недоследности во претходната или има некои нови начини како треба да се рехабилитира колекторскиот систем. Се надевам директоров ќе ни каже или во иднина ќе ја спремаат таа студија, бидејќи за да некој тврди дека многу помалку пари ќе се потрошат, треба да имаме ние официјален документ дека тоа ќе биде така. Колку што го слушнав, кажа дека
во месец март или април ќе сме ги решили сите проблеми со Да. колекторскиот систем и Така колекторскиот систем ќе бил во функција. Јас ви гарантирам дека за тоа време и директоров знае, теоретски шанси нема да се реализира тоа све што го кажа директоров, бидејќи е потребно време. Има закони, има јавни набавки, има тендери, има постапки кои што ќе му одземат него време како директор, а ќе го повикуваат зашто не ги завршил работите. Јас ова искрено го зборувам бидејќи сум бил директор и знам дека сепак некои правни работи не можеш да ги голтниш и да кажеш од утре почнуваме со работа. Добро е тоа што го имаме како идеја, меѓутоа сметам дека од владата треба да ни кажат дека нивната идеја не е веднаш да се реконструира целиот колекторски систем и конечно да ставиме крај на проблемите во градот, туку парцијално ќе ги решаваме проблемите како што биле наведени во студијата која што ја изработиле јапонците. И покрај тоа, јас ве уверувам дека не само што тоа како проект треба да го заврши директорот. Во Охрид имаме уште многу поголеми проблеми кои што му се тежина на колекторскиот систем. Во Охрид ние имаме 40 км мешовита канализација, односно фекална и атмосферска. Да, и тоа ми е прашање, што ќе се прави со тоа? Ќе ви кажам сега, значи ние додека јас бев директор, најчести проблеми со колекторот имавме кога имаше поројни дождови. Точно. Значи целата атмосферска вода, улици, односно 40 км да. мешана канализација фекална и атмосферска завршуваше во колекторот. Така. И колекторот е невозможно да ги прими тие води наеднаш и да не излеваат во Охридското езеро. И јас сум запрепастен што ставките од буџетот на општина Охрид кои што беа предвидени, околу 10 милиони денари за изградба на фекална и атмосферска канализација со ребалансот на буџетот ги скратија. И ги пренаменаја, тоа го кажав и по медиуми, за враќање на стари долгови. Мора општината да излезе во пресред на ова што ќе прави државата. Ако сакаме ние да имаме функционален колектор. Бидејќи кажав, додека ние не одвоиме атмосферската канализација од фекалната, а 40 километри во Охрид, ќе ги имаме повторно тие проблеми. И во делот на она кое што го кажа директорот, значи јас бев сведок на тоа што се случуваше пред неколку години кога имаше големи поплави и кога буквално целиот колекторски систем крахира. Значи од Далјан, од Воска до Костозглобна е полн со корења. Целиот колекторски систем од дрвјата кои што се околу колекторот. Истото и во Хотел Парк имавме хаварија во 12 или 1 навечер пред неколку години. Значи прво треба да се исчисти цела траса од Пештани до враништа на колекторот за да не се случува повторно корења да имаме во колекторот. Значи ние ќе ги изчистиме, ќе ги изчистиме. Ако ги оставиме дрвата околу колекторот, пак ќе има корења за пола година или година и ќе ни се случуваат истите проблеми. Значи мора прво да се исчисти трасата околу колекторот и да ги решаваме тековно работите, меѓутоа кажав, потребно се за ова многу пари и не случајно барањето и на ВМРО ДПМН и на актуелната власт локална беше да јавното предпријатие биде државно, затоа што се потребни милиони евра. Ние не разговараме за 3 или 4 милиони евра. Јас отворено ви 4 вели директор. Ви кажувам, значи точно за комплетна рехабилитација, меѓутоа тоа им е буни цената. Меѓутоа тоа ќе биде решавање парцијално како што кажав и ќе ни требаат години додека ги решиме ние реално сите проблеми. Ама кога ќе стигнеме на крајот пак ќе се вратиме кај првите што сме ги решили. Так. Затоа викам дека баравме како партија и локалната власт актуелна да државното да колектор биде државно предпријатие зашто се потребни милиони евра. Ако беа во прашање 3 или 4 милиони евра, па не е проблеми за општинава да земи кредит од Светска банка и да го реконструира колекторот и да завршиме работа, меѓутоа не е така. Алексеевски, колку е реално те најавите се дека ќе било све во ред во март, април идната година? Значи Донев не верува во тоа и вели е невозможно. Колку се реални тие најави дека ќе ги немаме овие проблеми за толку брзо време? Значи вака, првин од дискусијата на Донев, на мене, и на никој не е срамота да каже дека од некоја си студија која што вистински била, студијата Џајка, дека се искористени делови од таа студија. Точно е тоа дека така и е во ред што ето јапонската влада тогаш издвоила грант за да изработи таа студија која што и јас ќе потврдам дека е доста стручно изработена.
малце ме бунит муабетот дека не знам зошто е така разбрано, мислам дека до сега никој не кажа дека до крајот на април дека цел колектор ќе се реновира. Значи, идејата со овие средства кои што ги обезбеди владата и кои што во 2020 исто така ќе ги дополнит, идејата е да се санират, повторно ќе кажам она што и пред малце го реков. Најкритичните точки, односно деловите кај што и во моментов имаме излевање. Точно е дека парцијално ќе се решава проблемот со колекторот, затоа што не е едноставен и е доста голем. Значи, во меѓувреме, ние, јас и представниците од владата имаме доста средби остварено и со Министерството за животна средина, кое што во целост е заинтересирано за проблемите со Охрид, посебно со колекторскиот систем. Ме радува фактот што во Министерството за животна средина е направена програма исклучиво за Охрид и за Струве, точно за овој проблем. Уште повеќе ме радува фактот она што и господинот Донев го спомна. Значи, претежно проблемите со колекторскиот систем се во дождливото време, кога ќе имаме малце поголеми, пообилни врнежи од дожд. И сето тоа зошто е така? Затоа што, како што спомена, значи се уште имаме мешовита канализација, секундарна, значи се уште атмосферската и фекалната се поврзани. Ме радува фактот што во разговорите со Министерството за животна средина ми е кажано дека со ИПАР тројката, која што од 2021 година ќе биде активна и актуелна кај нас, се планираат малце поголеми средства во кои што првично ќе се барат од нас да се изработат проекти за целосно делување на атмосферската од фекалната и во Охрид и во Струга, за да ги немаме тие проблеми. Факт е дека проблемите исто така настануваат од запушувањата кои што ги кажав, кои што првично сега на овие најкритични места ќе ги направиме. Точно е тоа дека со поставувањето на цевки во самиве цевки, продирањето на тие корења, можам да кажам, нема да биде возможно, затоа што ќе бидат од материјали кои што не пропушта, за разлика од овие цевки кои што на почетокот се поставени се доста порозни и доста, можам да кажам, и нестручно поставени, и од тектонските поместувања до сега се избалансирани споевите, така да од тука и навлегуваат и самите снимки во студијата Џајка покажува дека една од поголемите места се точно тие каде што немаат добар спој на цевките, со самата нивна истрошеност се навлезени. Ние планираме сега да се постават нови цевки кои што нема да бидат пропустливи нити за корењата, а уште помалце за поголемото количество на подземни води кои што и ги имаме на територијава на град Охрид, која што исто така ни прават доста проблеми во функционирањето на колекторскиот систем. Само еден податок кој што сакам да го кажам, значи технолошки соодносот на фекалијата и водата треба да биде 4:1. Во моментов е 11:1. Нажалост, што нас и онака и технолошки ни представуваат проблем, затоа што доаѓа до уништување на потребните бактерии кои што се потребни за самиот процес, технолошки процес за обработка на фекалијата. Сигурен сум дека овие критични точки кои што планираме да ги санираме до крајот на април месец дека ќе бидат завршени. Точно е дека постојат законски постапки, точно е дека најмалце 40 дена ќе ни требат за завршување на тендерската постапка. Точно е дека треба да се донесат уште одлуки за да отпочне со работа тоа ново државно јавно предпријатие. Се надевам на соработка и од страна на да речам партијата ВМРО во Советот на општина Охрид, каде што, како што кажа и Донев, лани донесоја одлука, која што одлука годинава треба да се повтори, не ради нешто, ради тоа што и сами знаеме дека во држава и се дешава некои процеси, како што беа претседателските избори, каде што
беа забранети уште од 8 февруари, па можам да речам и до почетокот на јуни, додека се завршија претседателските избори, не смее се да се носат одлуки кои што се потребни за формирање нова јавно предпријатие. Законските нормативи кои што кажуваат дека делбениот биланс може да трае 6 месеци, донесоа до повторно изработка на делбен биланс кој што веќе е изработен, кој што е поминат и прифатен во Министерството за финансии. Можам да се пофалам дека денеска и МЈП Проаква, точно и оттаму идам, бев присутен на управниот на МЈП Проаква, каде што се донесе повторна одлука за поделба на Проаква, за прифаќање на тој делбен биланс, па така да сега останат да советите на општина Охрид и на општина Струга. Искрено се надевам и сакам да речам да тоа се заврши во текот на оваа седмица, затоа што, верувајте, секој изгубен ден ќе не кошта многу. Зошто? Затоа што овие средства со ребалансот кој што се доделија во четвртокот, се за оваа фискална година повторно. И треба да се искористат до крајот на оваа фискална, уствари до 25 декември. Знаете дека Сашо и како претходен директор, дека фискалната година е до 25-ти. Така, мора да се искористат и тоа наменски. И затоа јас молам и апелирам до советите да овие одлуки ги донесат во текот на оваа седмица. Зоровски би сакала само да го вклучам, ќе се надоврзиме после тоа со вас, да не е и тој во дебатава, дел од дебатава. Зоровски, вие имавте прилика да ја видите таа студија, физибилити студија. Што мислите вие за таа физибилити студија и дали мислите дека со овие потези кои што ги планира јавното предпријатие Колектор во глобала ќе се решат до март, до април поголемите проблеми, бидејќи ете сега слушнаме дека ќе се решава се тоа парцијално? Значи, ова студија е изработена, може да се рече добро студиозно, и таму има некои делови каде што пишува дека се потребни повторно некои дополнителни истражувања и снимања. Меѓутоа, ситуацијава се подсетува на некоја прединфарктна состојба кај човек, бидејќи ние сме апелирале за овие проблеми во изминативе 15 години. Крвните садови се запушили од човекот, компарирано со човечки организам. Сега со дел од средства треба да се интервенира таму кај што е најкритично. Значи, во таа студија мислам дека пише околу 2 километри од магистралниот Цевково треба комплетно да се замени, а 35 километри треба да се рехабилитираат. Значи да се обложи со, не знам, уретанска смола или некои прстени, па заптивки, гумени, така натака. Значи си има технолошки решенија на кои што тој систем, тој магистрален Цевковод нема да се прекопува, нема да се прави нов, туку постојано ќе се искористи. И друга работа е тоа што предложено е секундарната мрежа да се изгради нова, а постојаната да се искористи за дренажа на атмосферските води. Мислам дека така е предложено како решение, бидејќи најголем проблем се токму овие атмосферски води во моментот. Станицата е предвидена да преработува 40.000 метри кубни вода по ден, номинален капацитет, меѓутоа во дождливи денови преработува до 89.000 метри кубни вода на ден. Друга работа, Охрид и Струга дневно продуцираат, мислам, 12 до 13.000 кубици, трошат 12 до 13.000 метри кубни вода, а во колекторот течат скоро 3 пати повеќе. Што значи дека другата вода е инфилтрирана дали од езерото, бидејќи тој систем е порозен, од подземна вода, од други фактори кои што влијаат, тука се живите води, исто така мора да се внесат во таа пресметка. Пари треба, многу. Друга работа е што предвидени се изградба на 2 пречистителни станици засебни за љубаништа и за трпеца заради самата конфигурација на теренот, кои што би требало да коштаат околу 2,2 милиони евра секоја. Тоа сакам да го прашам, но дали ова реално и дали ова што би го направиле тие до март, до април ќе ги решиете тие клучни проблеми кои што ги имаме, како што кажа, наитните? Мислите ли дека не знам, не сум сигурен, бидејќи има многу работи, многу процедури се во прашање, а пумпните станици се исто така многу клучен проблем, бидејќи доколку се направи тој Цевково, доколку се реабилитира, ако препумпните станици не ја пумпаат таа вода до пречистителна станица, таа се излива, како и всушност во текот на скоро целата година, кај бајпасите во Грашница и Далјан и кај Подмолје,
постојано тие евакуациони канали се полни со вода и спуштаат водата во езерото. Значи не може цела вода да ја носат до пречистителната станица. Тоа е голем проблем. Бидејќи таа потрошувачка на струја е најголем издаток можеби сега за функционирање на колекторскиот систем. Што значи дека потребни се и други можеби алтернативни решенија, дали и преку користење на соларна енергија со која што изобилуваме, дел барем да се надомести трошокот од таа енергија, да плаќаат и други фактори, да се барат и други начини, меѓутоа во овој момент потребно е значи решавање на тие најголеми проблеми и друго нешто што сакам да кажам е за атмосферската вода. Значи доколку се изгради тој систем за да се испуштаат тие како реципиент Охридско езеро, Охридско езеро според класификацијата за уредба на води за квалитетот е прва категорија. Сега ако испуштаме во Охридско езеро според уредбата треба отпадната вода да биде најмалку со квалитет на реципиентот или подобра класа. Значи мора да ја пречистиме до прва класа за да испуштаме во Охридското езеро законски. А тоа не знам дали ќе го постигнеме, бидејќи треба само со таложници, тоа е тешко да се постигне. Донев, сакавте да одговорите нешто во однос на Алексиевски или да продолжиме со друго прашање? Да, по однос на изјавата на советникот, значи ние рековме дека вие рековте, меѓутоа јас Дејан Николовски го кажа слушам тоа. советникот на премиерот, тој изрично кажа и ја ќе ви цитирам, кажа искористивме стара физибилити студија и целата санација ќе биде многу поевтина. Затоа и прашав да не има случајно нова студија која што е направена во меѓувреме за да официјално знаеме дека има нова, или се најдени некои недоследности или грешки во однос на јапонската студија која што беше направена и ќе ги решиме сите проблеми со ребалансот до месец март или април. Затоа јас реков, ворете средствата кои што се издвоени. Ворете дека ќе почнеме да градиме колекторот. Меѓутоа многу подобро ќе беше доколку се обезбедеа средства и доколку владата распишеше еден меѓународен тендер во кој што ќе можат сите реномирани фирми кои што граделе колектори низ целиот свет да конкурираат, вклучувајќи и јапонската влада, да го добијат тој тендер и да знаеме дека од дента кога тој тендер ќе добиен, во наредните години ќе се сработи тоа што ќе се сработи. Јас знам дека сте во неблагодарна состојба, меѓутоа ќе ви кажам уште една работа. Ево вие кажате дека до 25 декември треба да ги искористите средствата во буџетската година. Наредната година треба да чекате неколку месеци додека има нов буџет. Рачунајте дека таа година е изборна, ќе има парламентарни избори, дали ќе бидат превремени или редовни, како и да е изборна година. И тука имате законски пречки за објавување на нови тендери, бидејќи сте државно предпријатие, не сте локално предпријатие. Наредната година после тоа има пак локални избори. Кај на секоја година. Така да многу подобро ќе беше наместо парцијално по 2, 3, 4 милиони евра да издвојуваме и да правиме 50 постапки, да ја направивме една и да фатиме да го решаваме проблемот. Тоа беше онаја што сакав да го кажам, бидејќи директорот ќе се соочи со проблеми, рачунајте една тендерска постапка, некој да ја обжали, ќе изгубите 2 или 3 месеци. Сите викаме дека до месец март или април треба барем дел од работите да ги решиме. А поодносно она што го кажав, значи има многу места во Охрид, посебно во селата каде што се уште нема фекална канализација. Најголеми загадувачи покрај колекторот, треба и тоа да го кажеме и да го признаеме за да не е притисокот само на колекторот. Се и реките. Значи Сатеска, Грашница, Поселска река, сите тие носат фекалии кои што завршуваат во Охридското езеро. И потребни ни се милиони евра, како што кажа за Трпејца, колку што знам јас, проектот беше милиони 200.000 евра. За Љубаништа сигурно ќе е појќи од 2 милиони. Токму тоа е моето следно Горно прашање. извини, само да докажам. Горно Лакочере исто. Значи сепак има места каде што треба покрај тоа што да изградиме мрежа фекална и мини пречистителни станици, за да не го преоптоваруваме колекторот со дополнителни количини на фекали, а тој реално сега не може да ги издржи овие кои што ги има. Така. Тоа ми беше следното прашање. Трпејца, Љубаништа, Радожда, од албанска страна, ајде, за Албанија и не е наше, меѓутоа не е заштитено, било планирано да има цел прстен околу Охридското езеро колектор, но тоа не се случило и ете, значи години наназад се зборува дека ќе се најде решение за Трпејца и така натака. Како, дали ги имате заимено во предвиди тие проблеми и дали ги планирате некако да ги решавате?
Она што рековте не е наше. Значи со досегашната соработка што имаме со албанската страна, буквално можеме да кажеме дека е наше. И наше и нивно сепак е наше. Да. И треба да се обезбедит и да се изгради целиот тој прстен кој што беше предвиден уште од самиот почеток при изградбата на колекторскиот систем. Колку што знам, Подградец мислам и дека има до моментов изградено, и на албанската страна од разговорите кои што ги имавме досега, сум сигурен дека тие се во тек на обезбедување на средства за да го продолжат колекторскиот систем од нивната страна. Што се однесува до нашата страна, значи точно е дека голем дел од селава наши немедни фекална канализација, камоли прочистителни станици. Но уште поголем е фактот дека во програмата на сегашната локална самоуправа е предвидено да се изработат првично пречистителни станици во Трпеца и Љубаништа, како најдиректни загадувачи на Охридското езеро, но исто така и на сите населени места од поранешната Коселска општина, вклучувајќи ги тука и деловите од Орман, Долно и Горно Локочере. Точно затоа, па вервете дека нема недела, а да нема дојдено екипи, уствари стручни лица, фирми кои што се заинтересирани да припоможат околу изработката на овие пречистителни станици. Последно имавме средба со една грчка фирма која што беше дојдена во локалната самоуправа и се разговараше на овој проблем. Негдека, да, точни се податоците, дека околу 2 милиони евра ќе коштаат двете пречистителни станици во Трпеца и во Љубаништа, но еден од поголемите проблеми е Трпеца. Зошто? Затоа што и географски положбата на тоа населено место не дозволува да пречистителната станица биде на долниот дел, каде што гравитацијски ќе слезат фекалните отпадни води. Се барат начин да сето тоа се реши. Имало проект во ваше време, во кој што проект биле предвидени околу 56 препумпни места од долу догоре. Околу милион евра беше цела инвестиција. Да, но проблем потеражу југозападен плански регион и мислам дека има проблеми со добивање на согласност од агенција за патишта, ако не се лажам. И така пропадна проектот, беа обезбедени средства и не само од дозволата од патишта, него еден од поголемите проблеми се овие 56 препумпни места, затоа што една да биде во дефект, значи колабира целиот тој систем. Така да сега се бара решение да тоа вакуумски се среди, уствари се на горниот дел од Трпеца се поставите на вакуумска станица која што сето тоа ќе го повлеквит горе и ќе се пречистат, па ќе се враќаат во Охридско езеро, во реципиентот, и квалитетот, кој што и кажа и екологистиве, дека треба да ги задоволуваат потребите кои што се за во реципиент. Да. Овде сакам да споменам дека во оние програми и оние средства, да речем, кои што виднина ќе ги искористи државата, е разговарано и досега да не само Охрид и Струга, него и општина Деврца со населените места кои што исто така придонесуваат околу загадување на Охридското езеро, влезат во еден заеднички склоп за кој што со ИПА двојката, каде што се останати средства, тие средства да се искористат за изработка на проекти за, повторно ќе кажам, целиот овој регион, значи општина Охрид, Струга и општина Деврца, се напред проект кој што проект сите заедно, да речам, дали со засебни пречистителни групни, како на пример Горно и Долно Лакочереј, Вапила, Ливојшта, да слезат во една пречистителна, Коселска општина исто во друга, исто населените места во Деврца, да се направи еден склоп кој што ќе заврши повторно во колектор, но со санацијата на колекторот и со понатамошната капацитет да ги приеме и да се преработи. Така. Како еколог,
Ние во лето имаше поплаки од туристи, имаше дека во Трпејца е многу загадено, дека фекалии пријаваат во водата, а се трудиме Трпејца да биде едно Сан-Тропе, така, се фалиме сите насекаде, тие бели камчина, таа прекрасна природа. Кој е вашиот став, што мислите, Зоровски, за тоа? Значи, проблемот не е само Трпејца и Љубаниште, туку и Радожда имаше доста поплаки, кај што се уште не е изграден цевковод, нема колектор. И таму има голем број постојани жители, угостителски објекти и туристи. Значи, сите тие три точки живеат туризам. Калишта, мислам дека веќе функционира, така набавени се и елен камен исто. Значи проблемот е од Радожда и кампот веќе има можеби безбедно причислително до елен камен. Сите тие три точки придонесуваат за оптоварување со хранливи материи, со фосфор, со азот на езерото. И тие само го хранат постојано. Среќа што се помали населени места, меѓутоа во текот на летото доаѓа до зголемување на бројот на гости и оптоварувањето е многу поголемо. Ностоп се јавуваат загрижени жители, прашуваат, значи проблемот е на повеќе точки од езерото, кој што проблем, повторно ќе кажам, не е решаван во изминативе 20 години. Значи тие корења не израснале сега или вчера, туку постојано требало да се снима тој магистрален цевкот, барем тој за да се види каде има проблеми, каде има слегнување на теренот или каде има лоши споеви, било што значи технички да се репарира со тек на време, за да сега не дојде во една ситуација пред инфаркт, на повторно ќе спомнам, кај што сите проблеми се натрупани и сега треба да се гаснат пожари на многу места со многу мал буџет. Спомнавме, га рече господин Донев, дека и голем проблем се и реките, кај што се уште нема изграден фекален систем за тие села што се наоѓаат во текот на тие реки. Добро е што веќе се планира да се изгради во тие села канализација и колку што ми е познато исто за Дебарца има еден проект за транзитен цевковод од Климештани, Мешеишта, Древеништа, Подгор, Горенци да ги собират тие води и да ги носи некаде кај Подмолје. Да, бидејќи и онаму каде што нема колектор, луѓето се приморани така и по закон да се копаат септички јами водонепропусни, меѓутоа и прашање тие колку се прописно изведени и тие ги загадуваат подземните води. Тоа е друг проблем што е многу поопасен, бидејќи подземните води штом се загадат, тие е многу тешко да се прочистат и се многу непредвидливи, нивниот квалитет е доведен во прашање, луѓето наводнуваат со тие води. Значи тоа е доста голем проблем не само во Охридскиот дел, туку и во Струшко, каде што има и многу поголеми села и кои што ги испуштаат водите или во реки или во неправилно изведени септички јами и ги загадуваат подземните води, а тој терен е таму исто така карстен, многу лесно продираат од површината во подземјето и повторно имаме друго загадување. Значи и на Охридското езеро и на подземните води. Јас повторно ќе речам, апелирано е многу пати, меѓутоа сега проблемот е дошол до некоја точка, до некоја кулминација, кај што мора да се решава и мора да се издвојат голем средства, оноку колку што треба да се направи да функционира системот, барем во проектен период од 30 години некаде, кај што нема да имаме, речиси, никакви проблеми. Донев, споменавте дека милиони евра би чинеле тие пречистителни станици. За Трпејца зборувам, за Љубаниште. Да, ево еден, можеме покрај лоши работи да кажеме еден добар пример за којто треба да му се даде признание на отецот во Светинаум. Значи на влезот од Светинаум знаете дека има над 1000 луѓе секој ден. Од десна страна се изградени WC со мини пречистителна станица, со што директно се заштити загадување на Охридското езеро и тој пример треба да го следат и сите кои што се и во делот на туризмот и чинители, да кажам, во развој на туризмот во градов и сите заеднички да можеме што поскоро да ги решиме тие работи. Така. Добро, са колку се финансиски моќни граѓаните, особено локалното население во Љубаниште и во Трпејца, локални казанчина. Сепак има и хотелиери и луѓе кои што имаат поголеми бизниси, и треба да се вклучат во ова работа и ова активност да бидат добар пример и за останатите. Јас кажав дека покрај државата мора и општината да издвојува најмногу пари во буџетите за изградба на атмосферска и фекална канализација. Јас ви кажав, имаше скромни издвоени средства во годинешниот буџет. На последната седница на Совет по однос на ребалансот ги скратија тие средства кои што беа.
Значи, јавното претпријатие нискоградба треба да не може да крене глава од работа во изградба на атмосферска и фекална канализација, а и не и тие средства кои што му се изгласани од страна на Советот на општина Охрид да му бидат скратени пред крај на година. Беа скратени за враќање на долгови, главниот приоритет на ова локална самоуправа. Пред да продолжиме со нашиот разговор, одиме со реклами. Продолжуваме со нашата емисија Прашалник на тема проблемите и функционирањето на колекторскиот систем. Директоре, кажете ни, најавено беше дека владата го превзема колекторот со сите долгови. Ајде, колку се долговите на колекторскиот систем денес и најголемиот дел од нив беа чинам за електрична енергија? Да, најголемиот дел од долговите е поднос на електричната енергија и на кредитот кој што го имаше МП Праква земено, како гарант беа општина Охрид и општина Струга. И тие две ставки се земени во делбениот биланс и тие се ставките, да речам, што колектор, работната единица колектор најмногу ги имат. Негде околу 560 милиони денари, ако не се лажам. Од прилика. Да, од прилика владата, уствари новото државно предпријатие ќе ги превземе. И она што и на почетокот го кажав, значи со ребалансов кој што сега помина, 130 милиони од тие средства ќе се уплатат на сметка на ЕВН за потрошената, уствари за неплатената досега електрична енергија. Се сложвам со фактот што колегата го кажа дека еден од поголемите трошоци за функционирањето на колекторскиот систем е точно и електричната енергија, за што доста имаме разговарано и размислувано. Посебно можам да ви кажам дека денеска кај мене беше директорот за енергетика, кој што е наш сограѓанец, охригенец, и разговаравме уште пред неколку месеци како идеја начнавме да се поставуваат фотоволтаици на сиве овие места каде што, да речем, на сиве препумпни станици, на местово имаме така поголемо место и кај пречистителната станица, за да можеме да користиме енергија барем малце за самиот технолошки процес. Размислуваме на сетото, значи, пак ќе кажам, овие две ставки ги презема државното јавно предпријатие и ќе бидат исплатени. Да, со ребалансот испаѓа да, оствари со делбениот биланс, испаѓа да новото државно предпријатие од старт почни со 560 милиони денари загуба, а деловите на Охрид и Струга, после тој делбен биланс, охридската страна идат со пренесена добивка од некои 120-30 милиони денари, а струшката со некои 15 до 20 милиони денари во добивка. Но не е тоа срекна околност, значи за понатамошното функционирање ќе треба малце повеќе продолжување на она што го започнавме во изминативе неколку години и со уште поголем труд и напор на самите вработени и намалување на загубите на Како ќе го полните буџетот? Значи, на предпријатието, ќе печатите ваши сметки? Да, во план е... И отприлика како ќе се наплаќа? Во план е да новото предпријатие има своји сметки кои што ќе бидат издвоени од сегашните сметки кои што се во склоп на МЈП Праква. Значи нема да има никакво зголемување. Не се планира, значи цената која што во моментов е ќе биде и понатаму, но тука веќе размислуваме на многу други работи, како на пример ги споменавме пред малце кои што доста го оптоваруваат колекторскиот систем. Планираме да ги најдиме и да ги регистрираме сите оние живи води. Значи во моментов Центаров за јавно здравје веќе имат отпочнато и мислам дека пред крај или имат завршено со регистар на сите живи води кои што тие се должни да ги испитуваат. Точно тој регистар ние ќе го искористиме за да можеме да ги евидентираме и тие потрошувачи. Во понатамошно делување ќе видиме дали ќе одат со паушален надоместок. Мислам
по однос на потрошена количина или ќе најдеме начин да точно ги измериме сите тие живи води? Водомер. Да. Колку го оптоваруваат првен секундарниот канализацијски систем, а преку него и колекторскиот систем. Така. Сами знаеме дека имат и други начини кои што треба да се искористат за да се финансира тоа државно јавно предпријатие кое што до сега не кажавме, значи во моментов да, ќе почне на санација и на работа на Охридскиот колектор, но во планет од државно предпријатие да ги преземе сите колекторски системи во државата. Да, што значи дека има доста ставки кои што ние како обични граѓани ги плаќаме по основна екологија. Така, при регистрација на возило, при туристичка такса, при сите тие така и дел од тие средства да се ќе бараме дел од тие средства процентуално колку што треба да се пренаменат за одржување и нормално функционирање во моментов на Охридски, но после тоа и на сите колекторски системи. Затоа што во цело се сложуваме сите тројца, мислам, значи функционирањето на секој колекторски систем и пречистувањето во пречистителните станици е огромна ставка. Верувате, во досегашните мои средби и движења, да речам, настарно од државава, можам да ви кажам дека цената која што ја плаќаат граѓаните по основ на одведување и пречистување на отпадните води е поголема неголи водата за пиење. Тоа е ставка секдека во светот. Да, секдека, верувате. Како пример ќе ви кажам последното мое патување во Унгарија, значи во Будимпешта, цената за вода за пиење беше 90 центи, за одведување и преработка на отпадни води беше евро и 10 по кубик. Да, и секдека е така. Друго што ме радува и она што го споменаа пред малци останативе двајца гости, многу нормално е да обврската за отпадните води ја превземит да ја превземит секоја една малце поголема заедница, значи дали стамбена зграда, дали хотелски објекти, дали индустријски објекти, значи секој по законот имат обврска да првичното пречистување го направи кај себе. Во моето последно патување во Србија можам да ви кажам дека Србија има задолжено, ако не се лажам, со 14 милиарди евра по однос на екологијата, уствари по однос на одведување и пречистување на отпадните води, и таму е кажано да секоја стамбена зграда во самиот проект да имат своја мини пречистителна станица која што ќе биде на незина територија и од незе да влегат во секундарната, па после тоа. Така да законските нормативи, сакали или не, ние ќе не донесат до она да секој еден малце повеќе води грижа по однос на оваа проблематика. Така. Сакате да се надоврзите нешто, Донев? Добро, околу реконструкцијата на колекторскиот систем треба и уште една работа да ја спомниме која е најбитна. Сега директоров е во ситуација да започне да води ново јавно предпријатие. Задолжено да гуша. Задолжено. Би ве замолил, значи, бидејќи имате таа шанса, не знам колкав е бројот на вработени сега. 63. Бидејќи ја имате таа шанса да таму се вработат квалитетни кадри кои што ќе знаат да го одржуваат колекторскиот систем. Бидејќи ќе ви кажам пример, јас додека бев директор на Нискоградба, се случуваше многу пати со вработените од кај вас, а во Охрид не знам дека има повеќе од 5 или 6 луѓе кои што го одржуваат колекторот, а замислете 2/3 од колекторот е во Охрид и Охридско. Значи тие луѓе не само што имаат ниски плати, туку немаат никаква ХТЗ опрема, нивниот живот е во ризик, влегувајќи во оние пумпи во невремина со вода и така натака. Така да сметам дека треба да се инвестира во луѓе кои што се врвни професионалци, кои што ќе можат во секое невреме да излезат во пресред на граѓаните и во кои што за прв пат да го гледаме прво квалитетот од се друго останато. Бидејќи покрај тоа што ево ќе инвестираме во колекторот, не е тоа спорно, треба инвестиции во одржувањето. Значи, јас колку што знам, едно специјално возило е само во Струга и тоа не знам колку години е старо. И ние во Нискоградба имаме, меѓутоа сепак се тоа возила кои што се далеко од тоа што треба да го има еден колектор, како што е
нашиот. Значи треба да се инвестира во специјални возила кои што чинат многу пари. За кои што ќе треба да се обучат, ќе треба да се обучат луѓе за да може да работат со него. Бидејќи јас колку што знам, се случувало да работници не знаат да работат со специјалната машина. Значи ќе мора и во тој дел да внимаваме најмногу и да не направиме јавно предпријатие со 80% администрација, инкасатори и останат. Да направиме предпријатие со луѓе кои што ќе работат и ќе се сакаат работата и ќе земаат висока плата. Ако тие луѓе се со основно или средно образование, и јас го говорам и тоа за луѓето во нискоградба кои што работат на одржување на канализација, тие луѓе треба да се платат и да земаат плата повисока од оние со високо образование. Сериозно го викам, бидејќи да видите вие во какви услови работат и со што не се снаоѓат, треба тие луѓе да се почитуваат и такви да бараат. Јас можам да кажам дека тие луѓе се херои. Така. Значи, како поранешен директор на нискоградба, а точно на дека сме соработувале и тогаш и сега и повторно ќе соработуваме, точно е дека први се многу малце луѓето кои што вистински работат. И ја познаваат работата. И проблематиката. Не треба уште една, извини директоре, ќе те прекирам, треба ти да признаеме уште една работа. Дека ние и во водовод и во нискоградба немаме подземни катастри, туку имаме луѓе кои што се катастар за канализацијава и за водоводов. Точно. Не дај Боже се да не спомнам други работи, ние не знаеме каде има цевки за водовод, каде има цевки за канализација. И тоа е еден од уште поголемите проблеми на градот. Значи ние немаме подземен катастар. Значи, Ги знаат луѓето кои што работеле преку 40 години во ДТВ предпријатие. Точно е тоа. Значи последно што кажа Донев, така наречени луѓе катастри во нискоградба и во Проакфа, но исто така е точно дека од претходната година во соработка со ГИС, значи МЈП Проакфа пушти двајца на обука, на усовршување за изработка на тој подземен катастар. Во Белград беа досега на 2 пати или 3 пати ми се чини. Во Белград во моментов имаме проблем со топографски карти, така нешто. Значи разговараме со геопрактика овдека, ни беше кажано дека ќе ни обезбеда такви за да можеме ние да почнеме да ги внесуваме тие податоци. Што представуваат голем проблем не само за нормалното функционирање, но и туку проблем и во развојот на општинава. Значи, многу пати досега ни е десено да нормално секој еден кој што побарал дозвола за градба му се издаде, а испадви дека главна артерија чистењето на парцелата е поскапо отколку платените комунални за градење. Значи, дали вода или канализација или струја помени точно по средина на парцелата. Тоа е вистина еден голем проблем кој што пак ќе речем почнавме уште од треба да ги искористиме луѓето додека не се заминати во пензија. Бидејќи тие се луѓето кои што реално знаат каде се наоѓа водата и канализацијата и не случајно знаете кога ќе се имаат некои градежни активности, ја бараме канализацијава, ја киниме водата. Ја удираме водата или обратно. Така да треба да го искористиме период да ги решиме и тие проблеми. 63 вработени рековте, колку нив се теренци, колку е администрација? Нажалост, многу поќе администрација од досегашните вработувања кои што се направени во јавното предпријатие години уназад, многу помал е бројот на теренските работници, уствари повторно ќе кажам на хероите. Зошто викам вака? Затоа што условите во кои што тие работат, кои што без воопшто да се штедат, влегуваат и ги решаваат горчливи проблеми кои што се на градовите Охрид, Струга во врска со колекторскиот систем се многу малци. Донес спомна 5 мина на Охридскава страна, јас можам да кажам дека уште помалце се, нажалост, некои се заминати во пензија, некои со ситуацијата која што ја затекна во моментот кога дојдов со 10 неисплатени плати, си беа сами заминати од јавното предпријатие.
проблем е со работници, со теренските работници, а уште поголем проблем е што многу малце се наоѓаат такви работници, многу малце. Се надевам дека ќе обезбедиме такви работници, се надевам дека точно стручни луѓе ќе бидат тие, него ќе имат потреба сигурно во тоа ново предпријатие да се вработат, да има вработување, но пред се ќе гледам да тие бидат точно од областа и точно врзани со проблематиката која што ќе ја решава тоа државно јавно предпријатие. Така. Зоровски, постојано велиме немаме пари, ова се навистина огромни цифри за решавање на колекторскиот систем. Има ли можност, вие често работите проекти, да прашувам дали има можност да се земат европски пари и да се направи колекторот да биде онака како што заслужува едно вакво езеро, еден ваков басен на сладка вода во Европа? Да, се разбира дека има, меѓутоа, како што кажа раководните лица, во изминативе години се вработени голем број на кадри кои што се некадри за таа работа. Да, и кои што тие пари се одвоиле за плати, со тие пари би можело многу да се направи за колекторскиот систем. Тоа е една работа. А друга работа е дека имаме за среќа можност од надвор да бараме пари, тоест од Европска унија, кај што се отвараат нови фондови кои што покриваат инфраструктурни зафати. Веќе некои општини во Македонија работат, дали со Грција или со Бугарија, кај што се градат секундарна мрежа или пречистителни станици. Така што имаме доста отворено поле за работа и да побараме помош. Беа во најава пред неколку години некои донаторски конференции, не знам дали се одржа, дали веќе има обезбедено средство од нив. Меѓутоа за Европска унија тоа не се некои големи пари, 50 милиони евра да се даде вкупната сума. Охридското езеро е богатство не само на Охрид, туку е од вредност за Европа. Значи доколку сме поупорни, имаме повеќе лобисти сплотени од сите партии заедно со граѓанските организации, проблемот е решлив, но треба да се делува час поскоро. Значи сите овие планови, се ова што е спомнато, треба уште од денес да се делува и да бидеме многу поактивни и поангажирани и поупорни во однос на Европската унија. Бидејќи таму средства може да се обезбедат. Особено кога се технологијата, посебно за ова сфера. Значи треба само стручни луѓе кои што тоа ќе знаат точно да така. работат и Значи да тоа да било и изминативе години, да речам, да се едуцирале такви кадри да аплицираат за проекти, можело досега барем да сме стигнале во некоја понапредна фаза. Значи како, извини, можда ќе те прекинам, она што и пред малце го спомена. Во разговор со Министерството за животна средина е кажано точно ова. Значи ние во моментов можам да кажам дека немаме стручни кадри на прамуабен на локално ниво за да изработиме такви проекти. Но од страна на животна средина ни е посочено дека со средствата од ИПА двојката кои што се останати може да се искористат за планско-проектантски куќи да ни изработат проекти за решавање на овие горчливи проблеми кои што ги имаме. И сум среќен да кажам со тие разговори, со заинтересираноста на животна средина и на владата по однос на делов овде кај Охрид и Струга. Така, донев најголемите издатоци на колекторот се токму електрична енергија. Да, само сакам да се надополнам по однос на проективе. Значи не случајно на почетокот од емисијата кажав дека требаше комплетно да искористиме студијата која што изработија јапонците. И јас на почетокот да кажам сум работел неколку месеци или пола година во секретаријатот за европски прашања, имав таму среќа се сретнав со многу луѓе кои што ги работат овие работи, бидејќи таа институција главна по однос на ИПА фондовите и сите соработки со Европската унија. Меѓутоа за еден проект да го изработиме како што треба. Не само што треба кадри и луѓе, туку треба и многу време. Значи во рете, јас знам дека има пари од Европската унија. Меѓутоа сите сме сведоци дека секоја година на крај на година се туфкаме како држава зашто сме искористиле 20 или 30% од наменатите пари од Европска унија за Македонија за реализација на проекти. Токму затоа. Затоа што треба време. И стручни. Треба да се платат луѓе кои што ги работат тие работи. И треба да се искористи максимумот од средствата кои што се одобрени за
развојни програми во Република Македонија. И затоа реков дека џајка е институција која што ги проектира развојните програми на јапонската влада. И неслучајно јапонската влада платила 5 милиони евра за некој да дојде во Охрид, во Македонија, да снима што се случува со колекторот, да изработи студија која што е 180 страници, значи да се изработи студија од 180 страници, можете да замислите колку време и колку труд на какви луѓе е потрошено. И сега одеднаш викаме во ред ќе инвестираме парцијално. Меѓутоа, ако цела таа студија се искористеше, ќе добиевме многу на време и ќе знаевме каде сме почнале и каде ќе завршиме. Бидејќи има едни власти, други приоритети и така натака, и се плашам дека ќе застанеме на средина и не ќе знаеме кај сме почнале, кај сме без оглед за кого се работи. А по однос на електричната енергија, како најголем издаток и најголем проблем на јавното претпријатие со кој што ќе се соочувате и вие како директор, бидејќи реално се дека сметките се мали. Сепак и за Охрид и за струга, додека вие почнете со наплата, додека ги соберите париве, сметките за струга повторно ќе си идат. И би било добро да се размислува ако државна фирма како Елем произведува електрична енергија од Охридското езеро и прави милиони евра, таа согласно закон е должна да инвестира во заштита на животна средина и екологија. Точно, тој дел. Еве им пример. Значи тоа е веќе разговарано. Нека си го превземат делот по однос на електричката енергија и нека го субвенционираат во делот на колекторот. И да не е во целост, значи да преземат дел кој што поставка на заштита. Субвенционирана нека биде, нека не биде толку скапа колку што е, бидејќи. Значи веќе се правени тие разговори. Охридското езеро, има разбирање, сите, значи, да. секој странски државник кога иде во Македонија доаѓа во Охрид и ако веќе се прават милиони евра од Охридското езеро, треба да се инвестира по однос на колекторот и животната средина и така натаму. Само уште малце, пошто веќе на неколку пати ја споменавме студијата џајка. Јас пак ќе кажам, како студија е прекрасна, но она зошто ние не го прифативме во целост тоа решение, затоа што доста голем дел од таа студија и решението кој што го дават јапонците е со искористување на нивна јапонска технологија. Не дека е лоше, не велам не, но е далеку поскапа него она што во моментов се нуди на пазаров и е со, да речем, понова технологија во споредба со она кое што од 2014 година е изработено. Тоа беше единствениот проблем што во целост не е, а иначе повторно ќе кажам како студија е и ние користиме делови од таа студија. Не е ништо трагично и жално да се призне за нешто што е добро. Тоа што нема врска. Јас мислам ги опфативме сите теми. Ето ова што го најавивте дека се разговара со Елем, веќе влева надеж дека можеби ќе се унесуваат онака како што заслужува нашето Охридското езеро, кое што му припаѓа и на целиот свет. Ви благодарам на тројцата што бевте дел од оваа дебата. Ќе разговараме повторно во април, можеби, ќе видиме до каде сте, што сте направиле. Тоа ни е нас работа, ќе ве следиме. И нас исто. Така. Следиме на исто место во април месец. Готово. Да внимаваме на сработена. Мора да пазиме. Благодарам на вас за поканата. Ви благодарам. Тука сме, ќе одговараме, ќе имаме, ќе дебатираме и така. Почитувани гледачи, и вам ви благодарам за издвоеното време и за вниманието со кое не следевте. Довидување.